Во секојдневната трка со обврските, жените најчесто се грижат за сите околу себе, а најретко за себе. Токму затоа во минутите што следуваат ќе отвориме една важна тема – женското здравје, превенцијата и навремената грижа. Така, со нас во студиото е Сузана Турнџиева, која што ќе ни каже повеќе за трибината што се организира во рамките на неделата на Фрида, но и за пораката што сака да испрати до сите жени дека грижата за себе не е луксус, туку неопходност. Добре ни дојде, Сузе. Добре ве најдов, се радувам на ова големо убаво освежување во утринската програма на македонската телевизија, вистинско светлостени. И да, точно во неделата на Фрида се наоѓаме. Од 6 до 13 јули, денот на раѓањето и денот на смртта на Фрида Кало, нашиот патрон на аматерскиот женски хор Фрида од Македонија, ние постојано организираме активности кои што се однесуваат на жените, на нивното физичко, на нивното ментално здравје. Оваа година направивме неколку активности до денеска, а денеска веќе имаме една трибина која што ја подготвувавме долго време заедно со професор доктор Игор Алуловски, еден од најбараните и најуспешните наши гинеколошко-онколошки хирурзи, кој што има со нас да сподели за препастувачки информации од Светската здравствена организација што се случува со цервикалниот карцином, кој што може да биде спречен, може да биде превениран доколку сме добро информирани и доколку навреме ги подготвиме и нашите женски деца, не само женски деца, туку и нашите машки деца да ја примат навреме ХПВ вакцината, која што е веќе кај нас достапна, влезена е во официјалниот календар на вакцини и е бесплатна до 18 години. Значи, најновите податоци кои што тој веќе ги има и ќе ги сподели вечер се дека смртноста е сведена на нула, откако е ХПВ вакцината пуштена во употреба, но за жал кај нас на нашиве простори македонски одзивот е многу мал и ние токму тоа сакаме и да го направиме, да ја поттикнеме свеста кај родителите дека треба да ги донесат своите деца на вакциналните пунктови во нивните живеалишта, бидејќи од податоците кои што јас ги имам, за жал најмал е одзивот во главниот град, тука во Скопје, и тоа во општина Центар и во општина Карпош имаме најмалку вакцинирани деца со оваа вакцина која спасува живот. Вечерашната трибина ќе започне во 19 часот и 30 минути во амфитеатрот при Европскиот универзитет Скопје. Раната превенција спасува живот. Сите заинтересирани ете ќе може да дојдат, бидејќи влезот е слободен. Влезот е слободен, вратите се отворени ширум не само за нас жените, туку и за останатите кои треба да слушнат какви податоци на терен има, бидејќи знаеме колку карциномот стана секојдневие, буквално како некоја хронична болест стана и толку тивко навлегува во животот на луѓето без никакви симптоми, без никаква најава и ги погаѓа и луѓето кои што здраво живеат, луѓето кои што здраво се хранат, спортистите и сите оние кои што ќе речеш дека немаат никакви причини зошто баш тие да го заработат карциномот како диагноза, после кој што животот комплетно се менува и ништо веќе не е исто. Да, често велиме дека жените најмногу се грижат за сите околу себе и некако забораваат на своето здравје. Па ајде како да влијаеме на сето тоа? Како да ми ја промениме таа? Па да почнеме да правиме промени. Јас знам, од себе поаѓам дека како мајка, како баба, како жена која сака секому да му биде подадена рака, многу често и јас заборавам на себе. Меѓутоа, ете, животот не предупредува, среќа во несреќа е што наместо црвен картон ми извадил жолт картон, па ми дал можност и јас да се изборам со нештата. И затоа токму сакам денеска, покрај се она што од медицински стручен аспект професорот Алуловски ќе го сподели, јас сакам од моја лична страна како човек кој го искусил овој пат, како човек кој се сретнал очи во очи со карциномот, да им споделам каде беа точките и местата кога јас се запоставив себе си. Од ваше лично искуство, колку е важна таа навремена реакција и редовна контрола? Многу е важна. Понекогаш е важно и да испаничиш непотребно и да направиш паника само за да покажеш дека здравјето е пред се. Јас не сум човек кој што не одел на редовни контроли, напротив, јас одев на редовни контроли, меѓутоа сплетот на околности беше таков да
многу брзо се реагираше и некако така добро се заврши целата приказна со интервенцијата и со целото лекување потоа. Меѓутоа, јас познавам многу жени кои што не со години, туку со децении на гинеколошки преглед. Така да мораме да ги освестуваме, мораме да ги подсетуваме дека здравието треба да ни биде пред се останато и дека се во животот може да почека, само здравието не, бидејќи ако не сме одговорни кон сопственото здравје, тогаш џабе се грижиме за нашите деца, за нашите блиски, за нашите родители, ако себе си сме се запоставиле потполно. Со какви су за предизвици од лично искуство се соочува една жена кога ќе диагностицираат таков здравствен проблем и колку е битна поддршката и од околината и од семејството? Многу е важна. Животот ти се менува 1000%, не 100%, 1000% се менува твојот живот, се менува твојата диоптрија, се менува твојот светоглед. Се буквално се менува, но јас од искуството со луѓе кои дознале ни што сум поминала, сватив дека еден голем процент на луѓето со карцином не ја добиле битката токму поради неумеењето на околината како треба да се постават пред нив. Ти не можеш на болен од карцином постојано да му кажуваш дека и тетка ми почина од тоа, знам и комшивката почина од тоа, знам и чичко ми се мачеше, едвај. Значи, ти не можеш со негативен став пред човек кој ја бие таа битка. Мислам дека ни фали многу едукација и на луѓето кои немаат такво искуство, им фали голема едукација за да можат да научат како треба да се однесуваме кон оние кои што буквално нивниот живот се превртел наопаку. А каква порака сакате да испратите преку неделата на Фрида до сите жени во Македонија? Па, сакаме да испратиме порака дека она што можеме вистински да го превенираме, бидејќи пак ќе се вратам на ХПВ вакцината, е најбезбедниот начин да се заштитиме од цервикалниот карцином, а можеби и од ендометријалниот карцином, бидејќи грлото на матката е поврзано со матката, а таа вакцина колку толку сигурно дека ќе повлијае за здравје на таа регија и сакам да испратам порака дека човекот кој што родителот кој што не се грижи за сопственото здравје не е добар родител. Колку и да ги купува најскапите работи, колку и да го обезбедува најскапото школување за своите деца или најубавите одмори и така натаму, тој прво треба да научи да се грижи за сопственото здравје, за да може да се грижи и за здравјето мора да биде примарно нешто. Одлична порака и некако сумирање на ова што го споменавме. Ти благодариме, Сузе. Те чекаме во следна прилика. Јас ги поканувам сите присутни, сите луѓе кои сакаат да дојдат, вратите се отворени. Така е. Благодариме.